Според речникот на Кембридж, транспарентност е збор за карактеристика на нешто што е лесно да се види. Во политичка смисла, терминот означува леснотија да се види што прават оние кои се на власт. Ако граѓаните и вие медиумите не контролират, може секој да забега и на крајот да не се повторат работи од минатото, за кои што ниту ние, ниту граѓаните ги очекуваат да се случат. До пред само 4 години за доверливи документи се смета и дневните редови за владините седници. Сега тоа се јавни документи. Актуелната влада направи обид да се отвори и за други информации. Денеска владата пред граѓаните и пред вас, медиумите, ќе ги презентира износите и причините за трошењето на парите од буџетски средства за службени потреби. Но, додека владата несомнено сега нуди повеќе информации за незината работа од порано, дали е тоа доволно? Добре дојдовте во владата на Република Северна Македонија, редовна пресконференција. Денес ќе ви информираме за точките кои беа предмет на вчерасната владина седница. Оваа слика во земјава веќе стана вообичаена и за новинарите и за заинтересираната јавност. По секоја владина седница, портпаролот на владата информира за одлуките и одговара на поставените прашања. Настанот може да се следи и во живо од дома. На компјутер може да се најдат и други информации за владините седници, што ќе има на дневниот ред на следната седница или записник за тоа кои одлуки се донесени или не се донесени на претходните седници. Споредено со претходно, кога и дневниот ред на владините седници беше класифицирана информација, лесно се доаѓа до заклучок дека сега владата е потранспарентна. Но поглед само во регионот вели дека може уште подобро. Otvaram 206. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Molim da najprije usvojimo dnevni red. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da smo ga prihvatili. За разлика од македонската, хрватската влада на својата веб страна, освен дневниот ред и записник од седницата, објавува и аудио и видео записи. Во нив се и дискусиите кои се водат по одредени закони, кадровски или други прашања. Така јавноста може да слушне дали има различни мислења меѓу министрите или коалицијските партнери во власта и како гласале по одредени прашања. Хрватската јавност и новинари сепак не се целосно задоволни, бидејќи тамошната влада има така наречен затворен дел на седницата за која се објавува само кратко соопштение, а не видео и аудио материјал. Po meni je, dakle, ovaj dio sa zatvorenog dijela sjednice vlade je dosta problematičan, pogotovo u dijelu gdje se sve teme koje se tiču Europske unije i stajališta Republike Hrvatske u bilo kojem tijelu Europske unije, to se proglašava tajnom i tu jednostavno vlada kaže da to ne može komunicirati sa hrvatskom javnosti. Mislim da je to jako veliki problem i da to dodatno daje, to jest pruža euroskepticima razlog da kritiziraju vladu. За искусниот новинар Френки Лаушич, голем недостаток на актуелната хрватска влада, кога е во прашање транспарентноста, е отпорот да се одговори на одредено прашање што не и оди во полза. Ako vladi nije u interesu da se odgovori na to pitanje, onda će odugovlačiti koliko god može i tek ako se pritisak medija jako pojača ili ako novinar sudskim putem ishoduje da dobije odgovor, tek da će dobiti odgovor. Споредено со Македонија и Хрватска, најмногу причини да критикува има јавноста во Србија. Тамошната влада во делот резервиран за владините седници, освен предлог законите и одлуките кои се усвојуваат, не споделува друг податок. Така, го нема ниту дневниот ред и записниците како во Македонија, а не пак аудио или видео записи како во Хрватска. Новинарот Слободан Ѓоргиев од Бирн, Србија, вели дека количината на информации на интернет не се единствениот индикатор за неволноста на српската влада да биде транспарентна. Po mom uverenju oni to ne rade, a potvrdu za to možemo naći i u broju zahteva koju novinari i građani svake godine upućuju vladi i različitim ministarstvima, što se može naći u izveštajima poverenika za pristup informacijama od javnog značaja. Dakle, to je ogroman broj zahteva i veliki broj zahteva na koji vlada zapravo nikad ne odgovara. Tako da je ona daleko od tog stepena transparentnosti koji je zapravo zagovarala. А освен за владините одлуки во Србија нема детални информации за трошоците на функционерите.
Ne postoji takva vrsta aplikacije, postoje budžeti koji se objavljuju, ali realni podaci o tome, o načinu na koji ministarstva i javna preduzeća i druge vladine agencije troše novac zapravo ne postoji i sve što novinari i drugi građani mogu da rade jeste da pošalju zahteve Trezoru na koje se po pravilu ne odgovara baš tako brzo, tako da u zbiru takve aplikacije nema. Транспарентноста на владите во регионот веќе 4-та година следат и во невладината метаморфозис во партнерство со организации од Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија. Според нивниот индекс, македонската влада исполнува 78% од потребните услови за да биде целосно отворена, со што е втора во регионот, веднаш за Црна Гора. Следуваат Албанија, Србија и Косово, а најслаба оценка на ова поле има Босна и Херцеговина. Според нашите истражувања Мила Јосифовска од Метаморфозис вели дека позицијата на Македонија на листата е крева алатката за отчетост на функционерите, но забележува дека ажурирање на трошоците не е направено од мај минатата година. Кога веќе сме ја превземале оваа улога и оваа одговорност да ги отвориме тие информации постојано мора да се ажурираат. Тоа исто така важи и за новите функционери кои доаѓаат на позиција и нивните податоци треба да се внесат и постојано, дали на месечно или на квартално ниво, ќе треба да се известува за тие трошоци. Ако не продолжат алатките за транспарентност, кои самата македонска влада си ги постави како задача за очекување дека земјава нема да напредува со индексот на транспарентност на Метаморфозис, но уште поважно, медиумите и граѓаните ќе загубат дел од механизмите за контрола на властите.